Среде бел ден токму на оваа улица Страшо Ербапче во Кочани, 7-годишното девојче на пратеникот Сашко Костов од редовите на СДСМ било мета на киднапери или на насилници. Оваа дилема треба да ја реши истрагата на полицијата. Пратеникот Костов во Македонското собрание денеска за Телма брифираше дека завчера, додека неговата ќерка се движела по улицата, возило со странски регистарски таблички кое се движило со голема брзина по улицата, нагло застанало до неа. Од совозачкото седиште маж со наредувачки глас е викнал да влезе во возилото. Голема среќа е што девојчето било присебно, па само одмавнало со главата. Во тој миг поминал мојот Војко, кој свикал по непознатите во возилото, пошто со голема брзина побегнале од улицата. Мотивите не му се познати, дали станува збор за политика или бизнис. Во текот на неговата кариера работел како обвинител, народен правобранител, адвокат и во администрација. До сега во животот немал никакви закани, ниту тој лично, ниту некој член од неговото семејство. Забележува дека семејството по овој настан е вознемирено. Неговите 3 деца од страв во иста соба ја поминале ноќта. На училиште одат во придружба со возрасен, а пред куќата имаат и полиција. Отварла било какви матни бизнис врски, како што одредени портали пишуваат. Од СВР Штип денеска пристигна соопштение, од кое што не може да се заклучи каква квалификација има делото на двајцата кои што вчера се приведени. Констатирано дека 18-годишните Мђ и ИЈ со патничко возило БМВ управувано од Мђ се движеле низ улиците во градот и вознемирувале граѓани. Лицата се приведени во полициската станица Кочани, а за случајот е известен јавен обвинител. Од СВР Штип информира дека откако јавниот обвинител ќе го комплетира случајот против овие две лица од Кочани, ќе поднесе соодветни поднесоци.